Добре дојдовте. Како добре ве најдовме? Значи се наоѓаме во село Стари Стевник, во нашиот центар за одржливи практики природна перспектива, каде што заедно со нашите волонтери од програмата на Европски солидарен корпус и Еразмус Плюс спроведуваме проект во време трајање од 6 месеци, на кој што проект имаме неколку различни активности, а е поврзан со тоа да се бориме против климатските промени, да покажеме како можеме ние да се справуваме на локално ниво со сите тие глобални проблеми, да го зајакнеме нашите мрежа, да ја зајакнеме нашето, на англиски тоа се кажува community, значи за да се соединиме сите заедно и да пробаме да го споделиме сето тоа што сакаме да го промовираме. И значи како да ги развиеме нашите рурални средини кои што во нашата држава па и ширно светот се малку позапоставени од градските и урбани средини каде што живеат поголемиот дел од луѓето. Значи заедно со волонтерите овдека имаме еден процес на создавање, ние го викаме од семе до тегла. Веќе имаме посадено неколку различни видови на зеленчуци и овошје во нашата градина и сето тоа го правиме по принципите на пермакултурата или на попознато како органско земјоделие, но вклучително со најразлични техники кои што се споделуваат во тие пермакултурни принципи. Значи, почнавме со подготовка на нашите градини, донесовме најразлични типови на органско свежо ѓубре, не свежо, но од планината и органско ѓубре кој што е спремно за да биде искористено за градините. И резултатите се очевидни, значи веќе имаме прекрасни растенија, прекрасни плодови кои што секој ден ние со волонтерите заедно си ги имаме на нашата мени. Значи практикуваме тоа да во нашата кујна претежно се исхрануваме со работите што веќе сами сме ги создале или правиме некоја размена со нашите соседи овдека во селото, мениме за млеко, за јајца. Исто така од проектот имаме покриено дел од Европската унија со нашите волонтери си добиваат свој надоместок од проектот со што тие исто така си ги задоволуваат основните потреби некогаш доколку сакаат да идат во градот да си имаат еден најобичен ручек, доколку и сакаат да си купат нешто плюс и така натаму, значи сето тоа е исто така потпомогнато и од проектот, така да не е многу лесно да се живее на село и да се почне од нула, но сепак ние се обидуваме да пробаме да најдеме некој начин кој што после би бил споделен за други исто посетители и така натаму. What kind of products do we have here? So now on the garden we have tomato, basil, chushka, pepper, cucumber, dill, pras, leek. We have lubinica. The names are coming in Macedonian. Watermelon? Okay. In the upper garden, on the back side, we also have broccoli, cabbage. We have beans, different kind of beans, corn, potatoes, and we are preparing now the seedlings also for the autumn. But of course, I'm not the only one taking hand on it, and I have the help of all the others volunteers. And we are doing good, following as much as we can some principles known as permaculture. And share what we have done. This year, on the beginning of the season, we did 3 raised beds here, and these 3 raised beds are above the floor. As you can see, the floor is here and is a bit above, and we have put decomposted manure from cow and forest compost. 2 big trailers from each, and we have put it in the 3 of the raised beds. And this is the purpose of this is to feed the soil that will feed the plants instead of feeding directly the plants. That is what happened in the industrial agriculture that we want to avoid a bit. And also for the late season,
we are planning to do a few more raised beds on the back garden that will be permanent beds, and we can work on them. So, and the technique that we use on these raised beds, and we will use in the raised beds in the back, it's we put a layer of cartoon to avoid the growing of weeds, and we water a lot this cartoon so to start to decompose, and then we put all the compost that I mentioned, and on the top of the compost we put the straw, and this straw will work in different ways. One of them is to prevent new weeds to come, so it saves us a lot of work from weeding, and it will keep the water on the soil because it will not allow the sun to evaporate the water, so we have to water it less frequently. And it will work as a organic matter that will decompose slowly through the time, and it will contribute with more minerals and nutrients to the soil. That once again is what the plants need and is what we need to feed the soil. Okay, so firstly, my name is Jay. I'm originally from Bulgaria. I will show you our daily routine. Maybe we can pass through the backyard now. So usually how we start, we've since the beginning we've tried few different methods to see as a community what will work best for us, what will be the most efficient way we can actually develop ourselves through a more natural, through a more natural way. So what we usually do is we wake up at 7 o'clock in the morning. Our supervisor Nelson usually hits sort of like Tibetan bowl, and that's usually our signal to get up from bed and come here to this field, which I'll show you now. Okay. This field, we take our yoga mats and we do our daily practice. It's not always yoga, sometimes it involves different sort of a stretching exercises. And we always try to take turns, meaning that someday I will be presenting some exercises that I know from my past or that I've learned throughout the time spent here. Other times it will be Nelson, Borche, which is really good because you can see somebody's else perspective. This is the space basically. Okay. In a way. So here you can actually see the other part of the garden. After we finish with the practice, what we usually do, we go into the kitchen, or it doesn't matter where, we just take 10 to 15 minutes of a meeting so we can do sort of a plan for the day, throughout the day, what we'll be doing. We want some sort of a short bucket list for the day. And yeah, we kindly discuss this and try to fit into the schedule pretty much until noon, until lunchtime. One of us will, for example, cook. Vessi is like an excellent cook. She always takes good care of us. But sometimes we want to, share that experience as well. So some of us also go in the kitchen. But yeah, after lunch we take like a small break of 3 hours, 3 to 4, depends on the sun, how hot it is outside. And after that we continue with our tasks for the day until evening. And we've always derived from that perspective to actually do only work. So we try to involve some community time in the whole thing. Community time can involve many different things, many different topics. It's kind of really important and to share that bond with someone and to really get to know them a bit better. The person that's next to you throughout the day, throughout the whole project, which is not really a short period of time. It will be about 6 months. So you really want to actually trust and even more deeply be that person that's next to you. And for this case, we do quite a lot of meditation sessions together.
can be a short session. We play board games, which I really enjoy. Like Nelson's always kicking the F out of me. And I enjoy those times. I really adore them. Yeah, that's it. Здравейте! В градинката си имаме по-малко от всичко. Имаме си бораня, зелки, чушки, пътладжан, компир и всичко, тиквички. И откакто започнахме да имаме продукция, готвим си предимно от градинката. И много е приятно да си отидеш до градинката, да си откъснеш нещата и да си ги изготвиш така свежо, прясно, вкусно. И много и се радваме. Претежно вие готвите или помагат и момчинята? Помагат и момчинята, ако нямат никакви обръзки надвор, в градината. Некой се найде да готви. Tell me something more about the garden, Nelson. We forgot to ask you, people, where are you from? I'm from Portugal. Okay. I'm here for already 3 months, and this is what we are doing. Something else about the garden. Our agriculture is organic agriculture, so we don't use any kind of pesticides, chemicals, synthetic pesticides. Everything is based on nature. We do a brew of nettles, and one of the techniques as well that we use, it's called companion plants. And as you can see here, for instance, you can see 4 types of plants. So we have the leek, the cabbage, the beetroot, and the broccoli. And the reason why we do this is because the plants help each other. They don't compete for the same nutrients. The leek, for example, helps to repel the cabbage fly. And also we use different kinds of mulch. For example, this here is dried tomato leaves, and we put them on the floor around the cabbage, and this will also prevent the appearing of some insects. For instance, this year we didn't have any worm eating our cabbage or broccoli, which is amazing. And also there is a reason why we don't cut the wild vegetation around our garden, and is because it attracts a lot of beneficial insects, as ladybugs, some beneficial beetles, some other insects that I don't know the name in English, but all these insects will help us on the fighting the bad insects that we don't like. And also birds will attract a lot of birds, that also helps. So it's a biodiversity, and sometimes we lose some of our production for the bugs, and it's okay. It's exchange. Maybe you can ask her what she's doing. Хайде да ми кажеш, що наводнуваш. Слагам водичка на бебетата, така им викам аз, на каквото сме насадили скоро. Да. Тук засяхме на различни места. Малко импровизирано така различни. Това, например, са пътеши, които ще станат малко по-късно. В същото време имаме и водна система, но тя е сега само на дясната част от градината, а останалото не предаваме сега. Това ни е по-екзотичната градина. Тук имаме някои растения. Примерно това се нарича физалис. Те са ни плодове.
които вътре е едно такова жълто плодче, когато озрее. Имаме различни, това се нарича манголд, имаме ни по-различни чери домати, кафяви чери доматита, които също още не са готови. Искахме да експериментираме с различни методи за посяване, да е малко по-интерактивно и малко като джунгла в средата на градината. Тук трябва много да оберем тази бурани и ако оставим, ще се развали. Айде, завършим нашите снималите. Може да престанем да оберем отика. Например, тези фата е много по-добре, нали така? Това е по-добре, да. Не, просто немата, не, тези към са по-добре. Това е вече Trying to improve every day. Yes, yes. Борче, да ова вака изгледа интересно, затоа што ова е некоја хиерархија поврзани сте со природата. Да. Затоа и природна перспектива. Проектот се одвива. Најнормално царевката, пченката е висока, иако е сонце, значи нешто добро правите за да се одржи таква. Па, да, во принцип доброто што го правиме, сето тоа што го правиме со многу позитивна мисли, од се срце, значи да го кажеме со љубов. Сите што се тука, значи волонтерите што дојдоа и сите што се приклучуваат, го препознаваат тоа што нели ние сакаме да го правиме и се приклучуваат да допринесат сето ова да изгледа како што изгледа, како што сами откажавте, веќе оваа година имаме видливи резултати, поголеми, веќе по-напредната градина. Благодарение на сите овие добри раце што се околу нас и што сакаат да ни помагаат и што се грижат за оваа градина. Значи, сакаме да напоменеме дека волонтерството у суштина може да биде на многу повисоко ниво, како што е во многу европски земји, како што е распространето веќе и ширум светот, и да биде прифатено како еден вид на работа да дадеш за да добиеш нешто што е малку во подалечна иднина, да не е нешто, кога идеме некаде да помагаме, еве сега имавме и конкретен пример и со пожарите и со сето тоа, значи не одиме ние таму за да добиеме нешто одма, значи да добиеме некој резултат, него одиме за да го дадеме тоа од се срце и со тек на времето резултатите ќе си дојдат сами по себе. Ние веќе еве, како што напоменавме, се храниме од нашата градина, која што на почетокот буквално само дававме од нас, без, знаевме дека ќе имаме резултати, но дека ќе бидат овакви резултатите кои што и за нас се фасцинантни, не беше толку многу очевидно. Значи, сето тоа е само благодарение на нашата добра волја и на тоа дека сакаме да постигнеме нешто кое што може некогаш да биде и така подолгорочно. А волонтерите од Erasmus Plus и програмата на Erasmus Plus исто така нуди многу можности за многу млади од нашиот регион, кои што можат да се приклучат
во некои од проектите кои што исто така ние како здружение веќе имаме два проекти. На едниот проект учесниците веќе се подготвени да патуваат, на другиот проект имаме тренинг курс кој што се спроведува во Галисија во Шпанија, каде што треба да се пријават двојца учесници, тоа не се волонтери, туку луѓе кои што ќе отидат на тренинг за проектот се вика Back to the Roots, кој што е поврзан точно со тоа како да добијат знаење и обука, како да ги развиваме руралните средини. Значи, на тие проекти ние се стекневме со нашето знаење, со нашите вештини, кои што денес ги даваат овие резултати, така да би ги поканил сите заинтересирани слободно да не контактираат на нашата страна, на нашето здружение, за да, ако сакаат, можат да отидат на проект каде што сите трошоци им се покриени, сместување, храна, билети. Тие треба само на почетку да се ги купат билетите, за што после ќе бидат рефундирани од страна на здруженијето во Шпанија. И не прашавме дали имаше опфаќаше проектот работа внатре во куќата? Да, сега ќе продолжиме внатре во куќата. Оваа година веќе немавме некои поголеми активности во куќата, заради тоа што во последните 2-3 години ние сами со Симона си го вршевме поголемиот дел од уредувањето куќата. За оваа година имавме испланирано да правиме фасада на начин што една од главните придобивки нели на градбата Сокал е тоа што требаше едноставно да ја земеме целата фасада од куќата, да ја растопиме и да ја вратиме назад, но поради некои поместување и со бирократските работи со кои се соочивме за прв пат оваа година, пошто ни е прв проект, моравме некои активности да ги пренасочиме и да работиме со тоа што можеме и што имаме. Сето тоа што го правиме тука не е нели да сме фокусирани само на едно место во селото. Центарот пробаваме да го развиеме постепено, но по самиот проект ни е зацртано, како што спомнавме во создавањето на нашата мрежа е и да помагаме на луѓе, на многу други млади луѓе кои што нели веќе имаат одлучено да го земат првиот чекор и да излезат од комфортната зона од градот и да пробаат да почнат со некои слични проекти на село. Веќе имавме посета на една работилница за градба со природни материјали во Велес. Исто така имавме посета на едно мало селце во Тодоровца, во Македонска Каменица, каде што имаме пријатели кои што веќе со години исто така живеат таму, имаат пчели, градини, си прават своји куќи, пробаваат да бидат самоодржливи и пробаваат да го споделат сето искуство и со нас, и со волонтерите кои што ги имаме. Значи, исто така во иднина имаме се уште планирано нели да посетиме такви млади луѓе кои што сакаат да живеат на село и понекогаш инцидентно се вклучуваме во гасење на пожари. Понекогаш инцидентно ќе видиме ѓубре некаде по патот, ќе одлучиме да го собереме, сето тоа да го однесеме кај што треба. И значи сите тие некои работи кои што сметаме дека се нели општо корисни за сите, пробуваме ние да покажеме пример едноставно. Го направиме тоа. И идејата е да биде споделено, затоа сте и вие тука, значи за да биде споделено и да ги поттикнеме и другите да го прават, пошто ако ние сами го правиме тоа, ако сами се боравме со пожарот, ако сами го собираме ѓубрето, ако сами живееме на село е на еден начин, еднаш слушнав една многу добра изрека, тоа е исто како еден брод со големи дупки и ние да црпиме вода, колку и да црпиме, нели? Таа никогаш нема да биде исцрпена и затоа ви благодариме што сте вие тука со нас за да го споделиме нашето искуство. This is the thing that we bring in the morning. This is our basic alarm for all the people to come downstairs and start their morning and their daily life. So it's just a simple thing. Just to see what it sounds. Just see what it sounds. It's 8 o'clock. No, it's 7. But it is 8 o'clock somewhere else in the world. Okay, thank you very much. Тука сме и во внатрешниот дел на куќата во Стари Стевник. Да кажете нешто за ова еден вид канцеларија? Да. Значи, у принцип, на нашиот проект, ова ни е нашата канцеларија. Значи, нашиот волонтер ќе ви сподели, што го сподели нашето секојдневие, сега ќе ви сподели како тоа изгледа малку
сликовито за луѓето да имаат подобра представа како тоа со станоците и сето тоа се одвива. This is basically the kitchen. I really enjoy this place because I spent quite most of my time here. Because we make our general ideas and discussions here. You can see our board here. It's quite small at this very stage. You can see some of the basic ideas that we've shared. We've just thrown out on this, just so we can revise and come back. And one of the main things is the zero waste topic. That's very formidable for us. It's something that we're trying to integrate in our life. And hopefully this will be one of our to-do activities in the near future. Some of the photos that I really love this moment on the tractor. With this like the pumpkin field that we went to. It's quite like outside Stari Stevnik. This is one of the volunteers. I think that those are from like 2018, 19 was it? Yeah. 2018, Photo 19. from our journalist. That's very cool. By the way, those photos, I just want to mention, they're done by a Polaroid camera. So you connect it to a Bluetooth, and like it does like instant sort of a photo, and the image comes out. It's very cool. We did it at one of the recent festivals we were participating at last month in Beroe. Yeah, that's the one. And it was great. It was amazing. Like the people, the community there, the volunteers, like amazing people. And Shout out to what is this photo here? I would love you to share. this one. Yes. Yeah. Okay. So in my life, my career, I'm working as a semi-professional musician. I'm calling myself semi-professional because I don't really make enough money to like live by that only, but I do make some. And this is like a poster of one of the concerts that I will have in September. In Delchevo? No, this will be in Bulgaria. This will be with the Hungarian band Mesechinka. If you haven't heard them, check them out. They're like amazing. Okay. And TDK will put them. I will love to share about Jay and his professional career, so we can make them familiar, and people can see that the people that love music, create music, also love such things that we are doing. So life is amazing. Sorry Okay. to interrupt. No, that's okay. You can just cut off some of the snippets. You don't have to put the whole thing. And what else I'd like to show you? Vesi baked some bread today. I know that there isn't a single human being that doesn't like a homemade bread. I mean, especially the ones that are coming from the old days. I mean, look at it. It's amazing, man. It has the shape and everything. It's like Good. While we are in the topic of zero waste, we can share our preparation for whatever is in the garden to be put in the things that we For the already- winter? Yeah, so we're preparing ourselves for the winter, and we're fighting for the topic of zero waste in a way like most of the products that we buy, we try to be from glass and this, so they can be reusable, and we can use them for our next food, and to don't make a waste in the planet. Кога завършил проектът? Проектът завършва на краят на ноември. Така има време да се пробва делът зимната. Да. Thank you guys. It was nice to meet you, and I wish you to the November have a good project and everything to be like you imagine. Yeah, we expect you again to visit us, and some other people who want to visit us to join in our activities. They are more than welcome. You can come in this month, so we'll share some events that we are planning, but for now it's just like we'll have some public events, and I hope that you will also spread the news so people can join and can see what we're doing in the place. Thank you very much. Follow us on Facebook, Instagram, Natural Perspective. You can always hit us if you like to. Text us. We're always available. Like if you want to come just for a coffee, like to show your smile, pick up a tomato from the garden, like share a story or anything like that. I mean, we're always here for you. Your final word? Be sustainable. Thank you very much.